Синдромот на полицистични јајници, сите помлади жени кои што ја имале таа прилика или неприлика да се соочат со него, знаат за што станува збор. Доаѓа до одредена, од X причини, вака едноставно да го објаснам, не може кај жената да дојде до така наречена овулација. Цистите се развиваат, но не доаѓа до овулација, менструалниот циклус се нарушува, или велиме нели дека касни, но тие повеќе создадени цисти на самите овариуми произведуваат, иако мали, но сепак значителни количества на андрогени или на машки хормони, и тука се развива полната слика на синдромот на полицистични јајници. Синдромот на полицистични јајници кај млади девојчиња, за жал, го гледам се почесто. Не мора да значи дека ќе биде со зголемена телесна тежина, меѓутоа многу пати пак знаеме да го видиме синдромот на полицистични јајници, особено комбиниран со прекумерна телесна тежина, а често пати, за жал, во последно време гледаме така наречен на англиски lean, или кога сме слаби, кога се девојчињата со пониска телесна тежина, но сепак е присутен синдромот на полицистични јајници. Но во целата се уште необјаснета биологија на синдромот на полицистични јајници, се чини дека зајакот лежи кај инсулинот. Теоријата е дека засега превисоките нивоа на инсулин всушност се тие кои што ја започнуваат цела приказна, кои што ги блокираат овариумите да влезат во фаза на овулација и заради тоа отпочнува цела таа фаза. Кој треба да се посомнева? Жени, девојки кои што имаат нарушувања во редовноста на циклусот, ако се појавуваат акни на лицето или исто така ако е присутна, така да речеме, влакнетост, особено било каде по телото, но по лицето исто така, сите тие треба да укажат на тоа дека андрогените се малку покачени и дека всушност може да станува збор за полицистични јајници. Синдромот на полицистични јајници се разбира, колегите специјалисти гинеколози ќе го лекуваат од нивна гледна точка. Но основата на пристапот таму до ден денес е промена на начин на живот, промена на исхрана и промена на степен на физичка активност. Особено ако станува збор за така наречен синдром на полицистични јајници комбиниран со зголемена телесна тежина, тогаш прва линија на терапија е таа телесна тежина да се стабилизира. И тоа е синдромот на полицистични јајници е една состојба која што сакав да ја опишам, особено заради тоа што кај помлади жени денес е многу застапена.